Утрински стихови од Библијата. 27 декември. Ние ќе градиме куќи. Ќе градат куќи и ќе живеат во нив. Ќе садат лозја и ќе го уживаат нивниот плод. Исаија 65:21. Откупените на обновената земја ќе се занимаваат со разни работи и ќе ги уживаат задоволствата што ги имале Адам и Ева на почетокот. Ќе живеат едемски живот, живот во градините и полињата. Таму на човекот ќе му биде вратено неговото загубено царско достоинство. И суштествата од понизок род повторно ќе ја признаат неговата власт. Суровите ќе станат нежни, а плашливите полни со доверба. Таму пред истражувачот ќе се отворат неограничени хоризонти и неискажани богатства на историјата. Тука, од видиковецот на Божјата реч, на истражувачот му се дозволува поглед во широкото подрачје на историјата и тој може да се здобие со одредено знаење за принципите што управуваат со развојот на човечките настани. Но неговиот вид се уште е замаглен, а неговото знаење нецелосно. Дури кога ќе застане во светлината на вечноста, тој ќе може да ги види сите нешта јасно. Таму јас видов највеличествени куќи, кои изгледаа како да се од сребро, потпрени врз 4 столбови, украсени со бисери, највеличествени по изглед. Во нив треба да се вселат светите. Во секоја од нив имаше по една златна полица. Видов како мнозина од светите влегуваат во куќите, ги симнуваат своите блескави круни и ги ставаат на полицата, а потоа излегуваат во полето до куќите за да работат нешто со земјата. Но не како што ние овде мораме да работиме со земјата. Не. Славна светлина блескаше околу нивните глави, а тие непрестајно извикуваа, оддавајќи му слава на Бога. Видов и една полјанка полна со секаков вид цвеќе. И како што го набрав, извикнав: тие никогаш нема да овенат. Потоа видов едно поле со висока трева. Тревата беше живо зелена, а имаше сребрено-златен одблесок, додека гордо се брануваше во слава на царот Исус.